Во најновата епизода на Шорткат ке гледате. По УКИМ и УКЛО ја намели партиципацијата за студенти од еднородителски семејства. Разговор со Никола, средношколец од Скопје, кој покрај сите обиди не може да обезбеди образовен асистент. За убиство на волк не само што не одговарате, туку и ќе добиете парична награда. Здраво на сите, јас сум Нина, а ова е Шорткат. Почнуваме веднаш, следете не. Деновиве се одбележуваат 2 недели откако беше хакирана веб страницата на Министерството за образование и наука. До снимањето на оваа емисија, сајтот остана недостапен повеќе од 11 дена. Страницата беше редовно под напад од средината на август, но откако пред 2 недели наводно грчка хакерска група го презема сајтот, тој повеќе не е онлайн. Во меѓувреме тече сместувањето на студентите во студентските домови. Наместо на страната на МОН, тие се пријавуваат на порталот e-услуги. Од Министерството рекоа дека случајот го пријавиле во МВР. Во меѓувреме работеле на безбедносни решенија. По Универзитетот Свети Кирил и Методи, од неодамна и Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски одлучи да ја намали партиципацијата за студентите од еднородителски семејства. Тие ќе плаќаат половина од износот. Но ова ќе важи дури од следната учебна година 2023-2024. Како што велат од ректоратот, конкурсот за тековната учебна година, која само што започна, бил донесен уште во април и бил одобрен од владата. Одлуката на ректоратот следува по барањето на Сдруженијето Младите на една може и студентскиот правобранител. Никола е ученик во 3-та година во Средното училиште за физичка култура Методи Митевски Брицо во Скопје. Тој боледува од Даунов синдром и во текот на целото свое образование во земјава се соочува со големи предизвици. Но не се откажува. Погледнете го разговорот што го снимивме со него. Никола Стојановски е средношколец во 3-та година во спортската гимназија во Скопје Методи Митевски Брицо. Тој боледува од Даунов синдром, но тоа не го спречи да биде дел од групата дечиња која неодамна се закити со десетици медали на научната олимпијада за млади иноватори. Многумина го викаат Ники, но не му се допаѓа прекарот. Ова учебна година Никола наместо со образовен асистент часовите ги следи заедно со својата мајка Сузана. Тоа е од причина што законски се уште не е предвидено задолжително да се обезбедат образовни асистенти за учениците во средното образование. Поточно, не е донесен законот за средно образование кој треба да ја уредува оваа материја. Во надеж дека ќе се најде решение, Сузана побарала помош од надлежните институции, поточно од Министерството за образование, но оттаму нема конкретен одговор како да обезбеди образовен асистент за својот син. Во меѓувреме, и двајцата учат знаковен јазик. Знаковен јазик. А Сузана присуствува и на часовите од неговата редовна настава. Но вели дека нејзиното присуство во училиште не се одразува добро врз ученикот. Врската е таа, мора да посетува настава, одам јас со него. Малку е непријатна ситуација повеќе и од децата таму што гледаат дека родител присуствува на часовите, се некако повоздржани, отколку што го добивав онаква информација во 2 година што кога одеше со асистент. Кога знае и да се дружат и да се биде со нив, сега е малку поинаква ситуацијата, самите деца некако другачие го доживуваат тоа кога е родител присутен на часовите и нели за целото време на наставата. Според Никола и Сузана, идеално решение би било кога децата со Даунов синдром би добивале образовен асистент кој нема да се менува и ќе може да работи со децата од почеток до крајот на нивното образование. На вистина да се бидат постојано со децата кои ќе го земат од 1 година или од основно училиште, да им се овозможи и на тие асистенти што се во основните училишта да продолжат со децата до крајот на образованието. Затоа што долг е процесот додека се упарат. Значи, детето и асистентот треба време да се упарат. И кога веќе ќе се упарат, голема штета е да се одвојуваат. За да се и тоа е травма и за детето. Услугата образовен асистент беше системски воведена во основното образование во 2021 година согласно Законот за основно образование. Од тогаш наваму,
Оваа услуга се финансира од буџетот на државата. Од Министерството за образование велат дека со изработката на новиот закон за средно образование, кој е во процедура, услугата ќе се воведе и во средните училишта. Како што додаваат оттаму, во меѓувреме за оваа цел образовни асистенти за средношколци во општински средни училишта се ангажираат преку програма за општинско корисна работа, склучена помеѓу општините, град Скопје, МОН, МТСП и УНДП. Од УНДП за Мета МК велат дека оваа година поддржале 50 општини кои аплицирале во оваа програма. За период од 9 месеци ангажирале 584 невработени лица. Но меѓу нив има и такви кои обезбедуваат помош за стари и изнемоштени лица, лица со оштетен вид или слух, лица со попреченост и други ранливи категории. Вкупно 83 позиции се за образовни и лични асистенти за деца со попреченост во средно образование во 17 општини, велат од УНДП. Никола и мајката Сузана велат дека не се откажуваат ниту од нивниот образовен процес, ниту од барањето за образовен асистент. Сака да учи. Ако убиете волк во земјава, не само што нема да одговарате пред никого, туку и ќе ве наградат. Македонија е една од малките земји во Европа каде волкот се уште се смета за штетник. За секој убиен волк се добива награда од 50 евра. Така се нудат понуди за туристички лов на волци, што е многу примамливо за ловџиите од странство. Само кај нас имаат можност да стрелаат волк. Се проценува дека во моментов во нашите шуми живеат нешто повеќе од 400 волци. Нивниот опстанок е загрозен поради дозволата за ловење и поради така наречената хибридизација со кучињата. Законот мора да се промени и ловот на волкот да биде ограничен со ловостој, бидејќи популацијата во земјава постојано опаѓа, вели Диме Меловски од Македонското еколошко друштво. Сепак во новиот закон за ловство, кој е во подготовка, веројатно е дека нема да се смени статусот на ова диво животно, ниту пак ќе биде укината наградата за негов отстрел. На светско ниво, волкот е заштитен преку 3 меѓународни конвенции. Нема фирма која ќе откупи сета количина од металите од згурата од Велешката топилница. Станува збор за цела планина од опасни материи која стои во градот Велес близу топилницата. Концесионерот кој е задолжен за нејзино отстранување вели дека суровината ќе ја продаваат дел по дел и тоа на берза. Во моментов се подготвува теренот за поставување опрема која ќе има поголем капацитет за одвојување на металите од насобраниот шут во црниот рид. На депонијата има 1,8 милиони тони отпад од метали кои некогаш се преработувале во индустријскиот капацитет. Според проценките, околу 10% се цинк, 1% олово, како и други опасни метали како кадмиум, бакар, арсен, индиум, талиум. Шилјо или Клапчо или во оригинал Гуфи, еден од најпознатите ликови на Волт Дизни, оваа година прославува 90 години од своето постоење. Првобитната форма на Шилјо бил лик кој се појавува во краткиот цртан филм Ревијата на Мики, Микис Ревју од 1932 година. За смејата и изгледот на ликот бил заслужен актерот Пинто Кулвик, кој потоа го позајмувал гласот на Шилјо се до неговата смрт во 1967 година. Од 1934 година, помладата верзија на ликот, веќе нарекуван Гуфи, што може да се преведе како шашав или смотан, станува редовен член на групата главни Дизниеви ликови, присутни и во цртаните филмови и во стриповите. Од 1936 година, белградската издавачка куќа Политика лиценцирано ги објавувала новите епизоди само 3 или 4 месеци по првобитното објавување во САД. Надреалистот и новинар Душан Дуда Тимотиевик, еден од основачите и уредниците на Политикин забавник во 1939 година, при превод на Дизниевите стрипови давал локални имиња на ликовите. Според легендата, тој Гуфи го прекрстил во Шилја според прикорот на некој негов висок и слаб колега. Подоцна српското име Шилја на македонски и хрватски беше прилагодено како Шилјо, додека во превод на словенечки истиот лик се викаше Пепе, што е слично на италијанскиот Пипо. Толку за денес. Посетете ја нашата веб страница Мета МК и рубриката ЦТРЛЗ и следете на нашите социјални мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Се гледаме!